Почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. На самопрогласениот струмички рапер Васил Пишев му нема спас. Влегувајќи од една во друга глупост со одржувањето на две пресконференции, Пишев самиот на себе си покажа среден прст. Ние нема да навлегуваме во неговото воспитание и ниво на култура. Нешта кои се негов личен проблем за кој очигледно нема решение. Но не можеме да останеме глуви и неми пред неговото безобзирно и патолошко извртување на вистината за работењето на градоначалникот Зоран Заев. Сосема е јасно дека и овој пат се практикува познатата разработена шема на ВМРО ДПМНЕ, преку која се сака 100 пати повторената лага да стане вистина. Таа шема се готви во познатата кујна, во Скопје наречена Центар за комуникации на ВМРО ДПМНЕ, каде што се фабрикува лагата што треба да се продаде на јавноста. Потоа се наоѓа партиски извршител, кој треба на пресконференција таа лага да ја пласира. По можност тоа да биде човек кој не знае да размислува со своја глава. На крајот, медиумските измекари лојални на власта издвојуваат значаен временски дел од своите вести за бомбастично да го пренесат кажаното на пресконференцијата, а за реакцијата на засегнатата страна, од пласираната лага одделуваат едва и неколку секунди. На тој начин, политичко-медиумското, злосторничко братство мисли дека завршило голема работа во мамењето на граѓаните. Но во ВМРО ДПМНЕ, како да забораваат дека на власт не се од вчера, туку веќе 11-та година поред, па за нивна жал, граѓаните не паѓаат веќе на такви шеми и ефтини политички игри. Тие добро знаат дека си имаат работа со тешки измамници и криминалци кои од Македонија создадоа црна дупка на Балканот. Во конкретниот случај со двете пресконференции, најголем губитник е Васил Пишев, кој стана предмет на критики и подснев од целата македонска јавност. Кутриот дојде во состојба, мешајќи баби и жаби, да го демантира во својата втора пресконференција тоа што го кажа на првата. Очигледно на Пишев не му се јасни работите. Дека превозот на лица со посебни потреби и превозот на ученици се две сосема различни работи. Згора на тоа, Пишев се прави дека не е од тука. Па невешто прави споредба меѓу јавните набавки во Струмица и Битола, иако добро знае дека во општина Струмица тоа се прави според пропишана законска регулатива со електронско јавно наддавање, а според наводите од обвинението во Битола тоа се правело во 4 очи. По излегувањето на површина на валканиот веш на власта во заминување, сосема ја разбираме нервозата на Пишев. Неговиот лидер и на луѓето од врхушката на ВМРО ДПМНЕ, но за нивните постапки требало да мислат многу порано. Сега е веќе доцна, готови се. Правдата се враќа, следува одговорност за целокупниот криминал. Нема спас за Никола Груевски и неговото криминално друштво.